Сабота од прва седмица на Светиот пост. Тодорова сабота. Синаксар. Стихови. Свети Теодор го храни градот со коливо, правејќи ја осквернетата храна неупотреблива. Во овој ден, прва сабота од постот, го празнуваме преславното чудо со коливото на светиот и славен великомаченик Теодор Тиран, кој има ваков почеток. За време на владењето на Јулијан Отстапник, кој отпадна од Христа и му се врати на идолопоклонството, започна гонење на христијаните, јавно или прикриено. Злочестивиот, откако се отрече од свирепото и нечовечно јавно измачување на христијаните, почна да ги искушува вака. Тој ги срамотеше и онеправдуваше, и за да не се множи нивниот број, мислеше како потајно да ги оскверни. Затоа, знаејќи дека нашиот народ христијански најмногу се очистува во првата седмица од постот и се труди да му угоди на Бога, царот Јулијан го повика управникот на градот и му заповеда да ја отстрани храната што обично се продава на пазарите и да ја замени со храна, односно со лебови и пијаваци осквернети со крв од идолски жртви, та оние што се очистуваат со постот, купувајќи и јадејќи од оваа храна, да се осквернат. Управникот на градот веднаш ја изврши наредбата и по сите пазари изнесе за продавање храна која претходно бива осквернета со жртвена крв. Но окото Божјо, кој гледа се и злонамерните ги препнува со нивното лукавство, а кое секогаш промислува за нас, неговите слуги, оваа подмолна намера на отстапникот му ја осуети, му ја откри на великиот маченик Теодор, наречен Тиран, и го испрати при градскиот архиереј Евдоксиј, кој не бил баш многу прав и православен, да го извести за намерата на царот. Свети Теодор, не на сон, ами на јаве, отиде при архиерејот и му рече: стани веднаш и собери го стадото Христово и кажи му да не купува ништо од пазарите, зашто храната е осквернета со жртвена крв, по наредба на нечестивиот цар. Овој пак, чудејќи се, го прашал, што ќе прават оние што немаат храна дома, ако не одат на пазар да купат. Свети Теодор му рече, нека јадат коливо. Бидејќи овој не разбираше што е тоа коливо, великиот Теодор му рече, тоа е варена пченица, така ние обично во Евхаид го именуваме. Патриархот го прашал, а кој си ти што се грижиш за христијанскиот народ? Светителот му одговори, јас сум Теодор, Христов маченик, кој ме испрати да ви помогнам. Патриархот веднаш станал и на мнозина им кажал за своето видение и откако постапи така, Христовото стадо го запази неоштетено од подмолната завера на отстапникот. Кога тој виде дека неговата измама е откриена и дека со тоа ништо не направил, нареди на пазарите да повторно да се изнесе вообичаената храна, а Христовиот народ, кога заврши седмицата, му одаде благодарност на добротворот и маченикот. И со радост, поради коливото, оваа сабота ја определи да се слави во негов спомен. Оттогаш ние верните, спомнувајќи си за чудото и за да не биде заборавено делото на маченикот, му одаваме почит на Свети Теодор со коливо. Овој голем маченик Теодор е оној што злочестивиот Вринга го стави во затвор за време на царот Максимилијан. Најнапред бил мачен, потоа тој го запалил храмот на нивната Божица, а богатството од храмот го разделил на домородните жители. Неколкумина дошле при него за да го разубедат и да се откаже од Христа, но по разговорот тој го отфрлил нивниот предлог. Потоа го подложиле на многу страдања. На крајот, откако разгореле силен оган во печка, го фрлиле во неа, но тоа не му наштетило. Најпосле, својот дух тој му го предал на Бога. По неговите молитви, Христе Боже, помилуј не и нас и спаси не. Амин.